Добар ден, еве не во уште една емисија на авантуризам. Денешната тема е скоро формираниот Совет за туризам. Бидејќи соговорници веќе ми биле во емисијата и Аркан и Христијан, се одлучив да го викнам Бранко Босилков, кој е исто така член на Советот за туризам. Бранко, кажи ни нешто повеќе за самиот Совет за туризам, бидејќи е некој нов поим во делот на туризмот на Македонија. Совет за туризам постоеше и претходно при Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Да. Значи, знаеме дека кај нас структурално Министерство за туризам не постоеше, него постоеше Агенција за промоција која што имаше своји активности поделени со Министерство за економија. Со новата влада се востанови Министерство за култура и туризам, значи туризмот е издигнат на ниво на министерство. Агенцијата за промоција се претопи, се прелеа во Министерството за туризам и тој совет кој што порано постоеше, слободно речено, непродуктивно, не функционираше, затоа што по година и пол дена немаше собир на Советот и едноставно не ја вршеше својата функција. Сега Советот нема извршна власт, нема законодавна власт, но самото име кажува Совет. Тамо се луѓе од бизнис фелата, од туризмот, од образовните институции, собственици на хотели, представници на хотелски здруженија, на асоциации за туризам, на тие форми, така да туристички водичи. Да. Тие луѓе имаат сублимирано големо искуство и знаење за туризмот и со своите совети, значи можат да помогнат значително за подобрување на квалитетот на туризмот. Кај нас туризмот, знаеме, во светот е најбрзо растечка гранка и штета е да се остави така како што беше оставен некои 8 години, буквално ништо не се случуваше во туризмот. Буквално ништо, значи функционираше само од себе. Функционираше да представници отидат на саем, директорот на агенцијата да отиде на саем и као голем исчекор, меѓутоа суштинските работи остануваа назад. Сега со новото министерство, иако малку така да речам, побавно се движеа работите, меѓутоа веројатно требаше време тој процес додека се направи структурата за туризам во Министерството за култура или да се направи структурата на Министерство за туризам, фати малце време. Сега гледаме расположба или желба, волја да се направи нешто на туризмот, во туризмот. Овој совет кој што се конституираше, значи не е ново, но сега е прв пат во Министерството за туризам. Тамо реков дека се квалитетни луѓе, можат со своите предлози да дадат значителен придонес. Све зависи понатамо колку ќе биде имплементирано тоа што ќе произлезе како заклучоци на Советот. Значи, таа имплементација е круцијална. А инаку, кај нас, реков, 8 години ништо не се случуваше, а и наназад и пред тие 8 години се каскаше со развојот на туризмот, што заради законски документи, законски уредувања, национални стратегии, инвестирање во туризмот и така натаму. Дали ние како земја едноставно не водиме доволно сметка дека имаме потенцијал, имаме можности, имаме места кои може да туристички заживеат и да живеат од тоа, и едноставно некоја стратегија која со години не е направена во смисла на тоа дека ќе идеме по некој смер. Сите саеми се исти. Идат одредени број на луѓе кои дури и не се таму, се делат проспекти и тоа е тоа. Ја често пати знам да кажам, сум имала можност во Белград да видам, нема ни наши, него се од Белград земени женски кои едноставно само делат проспекти, не знаат ни како изгледа Македонија, нити да кажат нешто повеќе од тоа. Да. Сега, знаеш, Гордана,
саемите за туризам ние така ги доживувавме, да се поделат проспекти, мислејќи дека со тие проспекти нешто сме направиле. Ништо не сме направиле, затоа што саемите се само да се видат партнерите. Резултатот од работата е претходно одработен, цела година можда наназад одработен, тие состаноци се тамо, чисто формално, ете една слика убава да се направи, да се видат партнери и се државите нормално да направат некаква промоција пред тие индивидуални посетители на саемот. Но она што е бизнис посетители на саемот, туроператори, тие веќе однад пред си ја завршиле работата и ние само одевме да пукаме во празно. Ја спомнавме националната стратегија за туризам. Значи, последен пат кога имавме национална стратегија за туризам, тоа беше 2008 година. Да. И од тогаш до денеска, значи, буквално ништо не е превземено во тој правец. Знаете што значи национална стратегија за туризам? Тоа се основните правци во кои ќе се движи, во кој правец ќе се движи туризмот и со поддршка на државата. Што државата треба да направи да створи услови за развој на тој туризам. И да тоа функционира. Да тоа функционира. Хрватска на времето, значи пред 20 години, потроши 2 милиони евра странски експерти да и направат стратегија за туризам, која што свесни сме, не треба многу зборување, каде отиде Хрватска. Ние и да не се занимаваме еве со Хрватска, нели? Друг профил на држава е. Значи, многу по-напредно, по-западно размислување, ние еве да се споредиме со Албанија. Ако пред 20 години ние бевме поим за туризам за нив, сега сме мало дете, затоа што тамо страшно многу се направи. Државата едноставно има слух за сето она што е потреба за развој на туризмот. Дефинитивно. Да, претходно спомнав дека изворите на реката Валбона, пустелија, само ентузијасти одеа, ако во годината дали ќе имаше 1000 посетители. Сега државата инвестираше во патот, во олеснување, во изградба на сместувачки капацитети, во олеснување на превозници што ќе ги донесат тамо туристите или од точка А до точка Б. И сега десетина илјади туристи во денот се тамо. Значи, има луѓе ентузијасти за пешачење, едноставно ја истражуваат планината, има тамо и археолошки локалитети во те, тоа целодневна тура и така натаму. Ние го испуштивме малку возот, меѓутоа реков дека сегашната влада има желба, има слух, видовме спремност, се презедоа чекори, спремност за да се развие, да почне да се работи нешто за туризмот. Сега тој совет се формира пред непол месец дена, произлегуваат заклучоци, совети, предлози од членовите на советот и многу брзо ќе знаеме дали тие предлози ќе останат негде во некоја архива или стварно ќе почне да се действува во тој правец. Има ли шанси некој да се почне со некоја стратегија која ќе ја надминеме? Велиш 2008 е направена последната, не чека Скопје град на културата 2028, тоа е 20 години, како нема ништо и ние се уште мислам дека и недоволно се подготвуваме за 2028. Па сега е, она што вика, дедлайн да се почне. Ако не почнеме сега, оти светски град на културата, треба, значи, темелни подготовки и да се искористи тој бран, таа инерција. На Советот, иако беше конститутивен, се напомна круцијални работи. Значи, дефинитивно изготвување на национална стратегија за туризам, дефинитивно нов закон за туризам, затоа што стариот закон е крпеница. Значи, дополненија измени, доаѓаме до ситуација каде што пречистена верзија на тоа само ногалки додавано, а нигде нема баланс во целата работа. Ќе видиме, председавач на Советот е Кристијан Џамбазовски. Да, тој има искуство. Човек кој што има искуство, има знаење, едуцирана личност. Подпредседател е деканката за туризам од Штип. Значи имаме и од образовна фела, има и од искуство.
тука се сите членови на Советот, кои што пак реков дека имаат тежина во својата професија, знаат да дадат свој допринес. Сега, сето тоа, дали ќе се артикулиса во изготвување на тие прво стратешки документи, стратегија, закон, и понатаму со предлозите што да се направи за да стварно малце живе. Македонија има услови 12 месеци, сега тоа не измисливме топла вода, сите го знаеме дека може 12 месеци туризам и може да живее од да туризам. се практицира. Па од географија на времето како учевме, Македонија изобилува со стари планини. Што значи тоа? Старите планини се обли планини. Значи можат да пешачат од аматери или баш сениори до предели каде што има екстремно практицирање, алпинизам, дури гребени каде што алпинистите можат да практицираат. Делот на стратегијата, делот на промовирањето на Македонија е нешто што мене навистина не ми е јасно да до сега може да стои вака, да никој не ме интересира дека тоа треба да функционира. Без тоа и не можеме да се пофалиме дека можеме да напредуваме во туризмот, а имаме толку многу можности да тоа го направиме, да тоа е едноставно не го разбирам. Гордана, да промовираме. Што да промовираме? Прво треба да имаме што да промовираме. Не е промовирање само природните убавини. Треба да промовирате имање инфраструктура, имање услови за туризам. Еве еден најдрастичен пример. Значи, Матка, посетата на Матка и на подводната пештера. Таа е голема туристичка атракција. Што се случува? Нарочито викендите во летото. Не дај Боже. Таму прво ќе се затне со коли кој кај сака да паркира и ќе ви ги изгазат туристите пешки одење до браната, ќе се затне, па ќе дојде полиција и после од рипчето горе каде што е полицискиот пункт не пушта натаму. А јас имам група која што платила скап ручек таму на Матка, значи оставаат пари, данокот тоа ќе се реализира, не можеме да пристапиме понатаму. На времето постоеше брана за да се оди кај Матка. Сега не постои брана, патот е ископан, за ѓубрето и сметот да не зборувам, и се што да промовираме ние? Јас имав едно снимање за една телевизија во викенди каде што имаше страшно многу автобуси дојдено од Косово. И тие едноставно само доаѓаат, ќе седат тука, оставаат ѓубре и ништо повеќе од тоа. Нити има водич, нити има проспект, нити има некаква можност да нешто повеќе се сознае. Матка е прво природно место кое има флора и фауна од тропски период. И тоа е основната нејзино дејност и богатство кое го има, ние не знаеме да го искористиме така. Најпрво е дел од национален парк. Да. Во кој национален парк се влегува без влезница? Значи, тие автобуси кои доаѓаат само за ѓубре, прво ќе ги елиминираш за да можат странци да дојдат кои што ќе потрошат пари за ручек, за чамет, за сите тие работи. Второ, од сообраќаен аспект. Значи, не е една година овој проблем, овој проблем е години назад. Се прави голем паркинг, каде што автобусите ќе дојдат да истоварат групата и ќе се отстранат на големиот паркинг и ќе платат паркинг. Дефинитивно. Приватните коли, ако си дошол во национален парк, ти нема што со кола да одиш до горе па да ги газиш туристите успат. Но ќе си одат на паркингот, па ќе пешачат. И сето тоа ќе се канализира. А ова е само еден од сегментите каде што стварно е горлива работата. Има уште многу други работи кои што треба да влезат во таа национална стратегија, треба да влезат во тој закон за туризам и треба конечно и државата, владата да си преземе активности. Зарем не знаеме што се случува на 15 километри од Скопје? Да не зборуваме за подалечни туристички точки каде што нема никакви услови. Ние се гордеевме цело време, кажуваме за македонскиот Стоунхендж. Тамо што? Нити има паркинг уредено, нити има некоја содржина да се понуди на туристите, нити има мапи, брошури, да им се објасни што ќе дојат тамо, ќе го видат. Да го видат тоа и тоа. Ова ли беше тоа?
Имаме уште еден горлив, барем за мене, проблем, тоа е туристички водичи од другите земји кои доаѓаат и си кажуваат своја приказна. Кога тоа ќе се регулира? Тоа е стар проблем кој што е врзан со законот за туризам и инспектирањето во законот за туризам. Значи, законот за туризам кој што е крпеница и недоречен и нефункционален, не предвидел казнување на лице место на странски туристички водичи. Одете во Хрватска да водите или во Грција или во Турција, ќе ве уапсат, или во Италија, ќе ве уапсат на лице место. Дефинитивно. Туристичките инспектори немаат надлежност да изречат казна на лице место. Тие треба да викнат пазаришна инспекција, која што може да изрече, ама сега да се јавиш пазаришна инспекција, да речеш, дојдете да постапите. Сите имаат обврски. Значи, недоречен тој закон. Добро, ама тоа е проблем со години кој не е решен. Тоа го зборувам. Значи, законската регулатива, законот за туризам, крпеница и нефункционален. Значи, многу каскаме. Прво, за да се гради една куќа, треба прво основите. Основите се стратегијата и законите. Па на сето тоа се надградуваат практични работи, уредување, дотерување, па тек на крајот маркетинг, за да ние нешто промовираме, ние треба да го имаме. Значи, кога ќе се промовира нешто, треба да имаш комплетно уредена ситуација. Треба да знаеш што сакаш да направиш. Така е. Се наоѓам во ситуација да повторуваме постојано едно исто, ништо не се менува. Дали оваа стратегија за туризам ќе почне на некој начин да функционира од озгора, па прво треба да се донесе. Значи, прво треба да се донесе. Не сакам да навредам никого од факултетите, но можеби треба да се вклучат и странски експерти кои што имаат искуства од нивните земји. Еве, од Хрватска, пак ќе ја спомнам. Да. Хрватска беше репер на времето за донесување на нашите легислативи. Сега се толку напред отидени што ние 3 генерации наназад старата стратегија нивна, да ја земеме за репер, па дали ќе можеме да ја достигнеме. Значи, дали ќе почне да се прави, реков, ете, со новото Министерство за туризам, многу брзо ќе знаеме дали ќе почне да се дејствуваат работите или ќе си останеме по старото. Своевремено, во моје време, додека тоа го работев, имаше здруженија на хотелиери, на ресторани, на туристички агенции кои на некој начин колку толку функционира. Сега мислам дека тоа веќе го не. Постојат тие здруженија, меѓутоа дебело беа амортизирани од претходните 2 гарнитури на владење. Значи, ако некого не го е сапите за жив човек, и тоа веќе ќе изгуби својата смисол. Постои ХОТАМ, Здружение на хотелски работници. Таму е Крсте Блажевски, собственик на Изгрев хотелот, човек со искуство. Постојат 2 дојдовни асоциации за дојдовен туризам. Постојат здруженија на туристички водичи. 3 факултети за туризам. Но сите тие се безвредни ако државата кој што го има клучот за сето тоа не ги есапи и едноставно тие сите предлози и мислења одат на ветер. Тие асоциации и здруженија можат да придонесат со искуството, со знаењето, со сугестиите. Не можат тие да земат да градат механизми. Се знае кој може да гради механизми. Испаѓа дека не функционираме. Лично мислам дека и не функционираме, меѓутоа каква е иднината, ќе се менува ли нешто? Клучот или одговорот ќе го знаеме многу брзо. Еве, имаме нова влада, не е нова, година дена, но новото министерство сега почнува да функционира, после тоа структурно преуредување тамо во министерството, додека сите органи и тела на министерството луѓе да се постават на позиции. Советот за туризам се конституираше и сега почнуваат да произлегуваат предлози и сугестии од тој совет. Ќе видиме колку тие ќе бидат прифатени од државата, затоа што сепак реков, државата Агенцијата за промоција на туризам е сега приклучена кон Министерство за култура и туризам. Да.
Дали делот на туризмот во Министерството е на некој начин функционално и има ли луѓе кои се задолжени и за што се задолжени? Па, добро. Или тоа е рано? Дело за туризам. Сега е Министерство за туризам веќе, официјално. Да. Ни беше објаснето затоа што се правеше преструктурирање, дека фати време малце. Поставени се механизмите на Министерството. Сега веќе треба да видиме дали ќе почне да дава резултат. Со почеток на правење на национална стратегија, сето тоа се процеси каде што сите ние ќе бидеме инволвирани од Советот за туризам. Значи, треба да се ангажираат експерти кои што ќе почнат да ја прават таа законска рамка, таа национална стратегија. Паралелно со тоа и законот за туризам, кој што е горливо прашање, еве со инспектирањето. Еве, ќе се прават и дополнителни како да речем, трансформации, затоа што со првичната организација на Министерство за туризам, делот за угостителство беше оставен во економија. Тој дел сега се настојува да се приклучи кон Министерството за туризам, што е нормално, што е најцелисходно. Оти сега, ако одвоите хотелот од ресторанот, еден хотел има и ресторант, и сместувачки капацитети. Нема логика, ресторанот и се дел од туризмот. Да, се прават тие работи толку колку што сум запознат јас, колку што ни беше презентирано на Советот за туризам. Сега ќе видиме, резултатите ќе треба да се гледаат веќе до наредната година. Оти сега веќе е крајна точка, декември сме, веќе и половина саеми за туризам се поминати, меѓутоа и тие саеми за туризам не е и тоа клучното. Сега се прават преговори со туроператори не за 26-та, за 27-та се прават. Тоа што е договорено е за 26-та. Може да уште нешто малку може да се направи со некој туроператор, затоа што пак и ние во моментов не можеме да речеме, ајде, не знам, 200, 300, 500 илјади туристи за наредната година. Секогаш можеме да најдеме некој ќоше во продажбата на тие туроператори, мада својата програма, каталози и све, тие туроператори големи веќе ја имаат направено за 26-та, веќе продаваат за 26-та. Значи, не сме интересни во таа. Не сме интересни, затоа ние ќе одиме на саем, ќе има саеми јануар, февруар, март, меѓутоа тоа ќе биде чисто да покажеме лепо лице и прашање колку ќе биде лепо ако не презееме нешто за сите овие горливи проблеми со хигиена во градот, со инфраструктура. Не само градот. Скопје нема јавни вециња. Скопје нема јавни тоалети. Се уште не знаеме каде е точка за истовар на туристички на туристи. Туристичките автобуси треба да имаат место каде што 10-15 минути доволно е да остави или да земе патници. Беше еднаш Карши железничка станица, старата железничка станица, тамо кај паркингот, па се префарли тука на Карши Бристол. На Калето, еве и Калето да го спомнеме, на Калето има убав паркинг. Зашто не се наплаќа туристичка такса? Зашто не се наплаќа за паркинг тамо? Се наплаќа, ама од градски паркинг. Треба тие пари во туризмот додат, со кои што ќе се уредува тоа и едно многу горливо прашање. Зошто се уште Калето е делумно отворено? Зошто не се влегува на главната капија? Пропаѓа тој подвижен мост што беше на времето тамо. Јас реков во една прилика, добро, имаше тамо инцидент, се не сакам да квалифицирам каков инцидент, дали етнички, дали национален, знаеме, меѓутоа помина тоа. Тоа помина дебело. Еве сега сите настојуваме, се трудиме да ја градиме државата, да го развиваме туризмот, да се отвори тамо и да си личи, се влегува од една страна, се излегува од друга, да се искоси, да се уреди, тамо има едни басамаци полуискршени, змијарник цел и како се човек да однесе тамо луѓе. Тука во сред град Скопје. Yes. А да не зборуваме за пошироко. Мене многу ми фали презентирање на разни делови на Македонија. Скопје и Охрид не се единствените туристички потенцијали на Македонија.
никогаш не се размислувало или не се направило нешто повеќе да другите места имаат, да речем, оваа година посветена на Беровскиот крај. Гордана, почнаа такви мали иницијативи, Беровскиот крај, да речеме, и Берово е, ете, да речеме, успешна приказна. Да, ми беше Крушево исто така достигна. Меѓутоа, таму во тие општини постои референт за локален економски развој. Ми беше градоначалникот на Берово. И се додека тамо се вработува синот на овој, на оној или некој, а има образовани луѓе од туризам, ќе каскаат тие иницијативи за развој на туризмот во тие краеви треба од тој референт за локален економски развој да произлезе. А Берово, Крушево и уште ако еве да речеме некое место, не се целата приказна, толку многу има места, секој тамо еден референт во таа локална заедница треба да изготви предлози кои што ќе се вградат во националната стратегија, кои што преку градоначалникот ќе бидат презентирани на ЗЕЛС, ќе бидат презентирани па и на влада и да се добие поддршка да се измислат манифестации. Што се има и доста манифестации кои едноставно не се ни знаат дека не се ни знаат. Како Колмар стана глобален настан новогодишниот базар. И не е еден ден, него е месец дена. Еве вчера се вратив од Колмар. Елки на китени, да, убаво е местото, али е чисто, средено. И што? Приказната е новогодишен базар. Илјадници луѓе од цел свет доаѓаат таму. Што, ние не можеме да организираме нека таква работа? Се почна со тие, не знам, компирот, празникот на компирот во Берово и Беровско. Ние имаме уште 1 милион други работи што можеме да ги промовираме во манифестации. Вчера Свети Климент, да речеме, не е, освен што се кажува дека е Свети Климент, ништо друго не се случи. И помина, речиси, незабележно, празен градот беше. Споен викенд, сите надвор, а никој да дојде. Ама не само тоа, треба да се посвети на Свети Климент, да се случува нешто, да се покаже нешто што го... Треба манифестации. Значи, манифестации кои што ќе се зацртаат во некаков документ како активност. Ние, ете, имавме локални избори есенва, може да прогледаме низ прсти дека сега е нова управата, меѓутоа треба и да се престане со праксата, све што беше од претходните нечини и секоја промена на управа, значи година дена застој. Година дена застој. Ние од 4 години 3 имаме функционални, пак да речеме во наводници функционални, имавме 4 нефункционални години со градоначалничката Данела, која што го запусти градот. Значи, она сметлиште што се дешаваше, треба неискосена ни на Кале, ни кај собрание, нити нигде. Значи, едноставно го имаше само називот на градоначалник и ништо повеќе од тоа. За жал, морам да кажам дека сите општини во градот имаат одел туризам, па и самиот град. Меѓутоа, лично не сум чула или не сваќам дека функционираат како така. Никој не е загрижен од некоја општина да го разработи тој туристички дел, да направи повеќе од тоа, да може да функционира. Ќе го земам Ѓорче Петров како кај што живеам како пример, Вовчето кој е од старата железнина. Да. И е нешто што по мене требаше да функционира низ цело Скопје како оној пионерски воз што идеше своевремено и да тоа биде атракција и да од тоа функционира и како деловно, не само како приказна. Па пак ќе речеме, значи тие референти за туризам, за локален економски развој, кои што се по општините, тие се тие што треба да иницираат развојот на туризмот во нивната општина. Градоначалникот си има своји обврски. Негова обврска е и развојот на туризмот, ама затоа пак има вработени. Секој од тие треба да излезе со иницијативи, со предлози до градоначалникот и градоначалникот понатамо веќе според ингеренцијата ќе ги презентира. И на некој начин да има отчет. Ти си задолжен за туризам, што е направено во тој период. Отчетот е измислена категорија, кај нас нема отчет. Така, и затоа тамо сме кај што сме. Меѓутоа,
Ајде, сега се надеваме, ете, имаме Министерство за туризам, имаме нови градоначалници, дека конечно нешто ќе почне да се менува и крајно време е да почне да се менува во држава, за да, ако сакаме да оствариме приход од туризмот, во цел свет услужните дејности се веќе носители. Туризмот е страшно растечка гранка, носи голем профит, придонес во домашниот производ. Значи, редно е и кај нас тоа да се практицира. Да се надеваме дека ќе бидеме, лично не сум многу уверена, а имаме толку богат потенцијал и може да се живее од туризмот, бидејќи туризмот не е само именка туризам, него сите околу неа се подредени на некој начин и функционираат деловно за да имаат бенефит од тоа. Па туризмот, кој ќе речеме туризам и грото од луѓе, да речеме нормално, имаат представа, некој ќе дојде да прошета. Па туризмот како индустрија опфаќа, значи, толку многу сегменти, не е само, да речеме, еден сместувачки капацитет. Па тамо работат на рецепција, собарки, па перат, па тоа перење, па треба некој да го врши. Тие туристи што ќе дојдат да преноќат тамо, треба негде да јадат, да пијат. Пак значи ред број фамилии остваруваат приход од тоа. Па ќе купат некој сувенир, ако им се понуди. Значи, пак имаме една цела низа на производители на сувенири. Таксисти, превоз, водичи, да не спомнувам веќе. Значи, една голема, како да речем, голема база на луѓе можат да живеат од туризмот ако се развие. Ако е развиен. Нешто што исто така мислам дека треба да постои, а го немаме, тоа е разни манифестации. Буквално Скопје може 365 дена да има манифестации и секоја да биде различита или карактеристична по нешто. Никој не размислува кај не се одвиваат тие спонтано, па дознаваме од кога ќе се случат и тоа е нешто што пак ќе се вратам на 2028. Нови Сад имаше 4000 настани во текот на годината, што значи дека се повеќе од 11 дневно и 55 земји кои учествуваа во тој настан. Ние се уште не ни размислуваме како ќе дочекаме 2028. Не ни размислуваме. Пак, да не се повторувам, се надевам дека ќе почнат да се движат работите, но манифестации и тие што има не ги експлоатираме, а и треба да се продуцираат манифестации и да се популаризираат и да се промовираат. Али куќата се гради од темелот. Значи, прво основни документи, па сходно на тоа цел понатамошен развој ќе биде. Ние имаме една страница за туризам, која е направена од Агенцијата за промоција, меѓутоа таа е, како да кажам, толку застарена и толку нефункционална во однос на тоа што би требало да се понуди. Дали некој размислува за една солидна туристичка презентација? Ке се вратам на едни времиња кога Милче Манчевски правеше спотови, кои одеа дури и на CNN и на некој начин ја промовираа Македонија. Тоа е многу важно. Да. Па, имаше еден талас на луѓе кои што од тие спотови заинтригирани дојдоа. Меѓутоа не се искористи тој бран. Тоа почна интересот, требаше да се продолжи, значи континуирано да има, да се понудат уште содржини. Со филмовите на Милчо Манчевски многу интерес се предизвика. Македонија некако се стави на мапата. Јас ти речам, не постои лош маркетинг. Секој маркетинг е добар маркетинг. Па дури и проблемот со името, луѓе не разбраа во цел свет. Проблемот со името со Грција што беше, луѓе немаше да имаат представа дека кој ќе им дефинитивно и малце знаат каде е Македонија, да ја лоцираат. Па не знаат, кој ќе им се спомни Југославија, па на југ, тамо и ќе се смеат, Грција, ама не е Грција, али сеедно е маркетинг. Дефинитивно. Ќе ги заинтригира затоа што луѓето во Европа патуваат и во светот. Патуваат. За нив не е одмор, седење на плажа и сунчање, за нив е активен туризм, активен одмор.
Дали ќе дојдат културно-историски споменици да гледаат, дали ќе дојдат археологија, дали ќе дојдат да пешачат по планини, дали ќе возат точак негде. Сето тоа за нив представува релаксација и одмор, но треба да знаеме да го искористиме тоа. Македонија има уште едно богатство кое ние слабо го искористуваме. Тоа е гастротуризмот. Нема место во Македонија кое нема свој специјалитет и од она што е во природата да се спреми храна. Тоа е нашето неверојатно богатство. Секој странец кој ќе дојде, прво што ќе ви каже е гостопримство и второ е храната. Да. Откако ќе дојдат сите ја фалат нашата гастрономија, нашата кујна, и Македонија има пребогата кујна, мешавина и од ориентот, и локални специјалитети и све. Али, значи, тие кои ќе дојдат, што ќе искусат, ќе знаат, а да се промовира како гастротуризам, се уште треба работење. Ние уште оние, како да речем, круцијални работи ги немаме решено, каде што стварно имаме да понудиме. Археолошкиот туризам во свет, бројни агенции практицираат археолошки туризам за љубеници во тоа, каде што јас сум водел неколку такви тури. Првиот ден е презентирање каде што ќе се гледа, историјатот на тие работи. Овие аматери археолози се со сериозно познавање на археологијата и ги идентификуваат периодите, може цела година да носи приход. Дефинитивно, ја денеска на моите социјални мрежи напишав дека Скопје и околината има околу 30 неолитски места. Да ги прашате луѓето, 90% мислам дека не знаат дека големата мајка ја имаме или Адам од нешто што за мене е препознатливо, едно од 10 фигури на 20 век во светот. Ние тоа не го искористуваме, не знаеме да направиме од тоа приказна. Светска приказна, знаете ли што значи? Јустинијан. Дефинитивно. Е него на 28 километри родното место, Тавр. Некој да може да пристапи тамо со автобус туристички или нешто слично? Нема теорија. Ама све е инвестирање. Дефинитивно ние имаме, дали сме навикнати на тоа што го имаме, па не ни значи многу. Меѓутоа немаме ни стратегија да кажеме од овдека ќе почнеме, ова треба да го презентираме, ова е важно, ова носи пари. Да. Пак ќе дојдеме на почетокот, стратегија, закон и определба во кој правец како ќе го развиваме туризмот во Македонија. Да се надеваме дека ќе направиме нешто повеќе. Надежта последно умира. Ние што сме во туристичкиот сектор сме ентузијасти за тоа и сме зеле да го работиме тоа. Желбата е голема, а сега ќе видиме имплементацијата. Доаѓаме и до една друга приказна која ја секогаш ја споменувам, тоа е сувенирот. Сувенирот е нешто што по мене е многу значајно, бидејќи тој што го купил ја пренесува приказната и намамува нови гости. И енергијата, приказната и енергијата. Сегде во свет, еве пак ќе кажам, вчера се вратив од Колмар. Една дрвена лажица за буричкање, 15 швајцарски франци. Тоа е 17 евра. А овдека зарем не може да се продава за 2-3 евра, ама дома изработена, не кинеска. Да, не кинеска, не од Кина донесени сувенирите и да се бега од клишето за сувенири, она што е магнетче, ти реков ми рече, повеќе нешто што е рачно изработено и поголема емотивна вредност ќе има и кога ќе се најде негде во нечиј дом, повеќе ќе асоцира. Од тие кинески магнетчиња веќе странците и не купуваат магнети. Не купуваат. Ќе купи нешто симпатично ако е стварно домашно изработено. Иначе магнети само ние уште собираме и... На крај и само то за наечиите кои ги изработуваат сувенирите не се препознатени во смисла на тоа дека се дел од туризмот. Мислам дека никој не ни размислува дека треба да направи некое спојување бидејќи тоа е многу важен дел од туризмот. Треба да настане субвенционирање и тој еден што ги изработуваше тие кожните опинчиња и тој се пензионира, никој не ќе да го наследи затоа што мачна работа и нема толку приход. Треба да се субвенционира. За тие опинчиња пак некакво одбележје беа,
со народен мотив, нешто на нив, многу симпатично делуваат, дали за дома, дали за во кола, намирисани, значи да се употребат, а сосема автентични. Треба улогата на државата, да се субвенционираат такви изработувачи на сувенири, рачно изработи, да ги поттигнат. Секој почеток е тежок, значи треба да видат дека можат да екзистираат од тоа, а покасно веќе, ако се зголеми продажбата, ќе имаат повеќе профит. Мора да настане државна поддршка не само за сувенирите. Во селата, ние многу малку имаме заинтересирани по селата да понудат ручек во домашен амбиент. Се повеќе и повеќе групи бараат негде во домашен амбиент да ручаат. Значи, Дефинитивно и во подемје начинот на поединци да доаѓаат и сакаат да живеат, да го живеат животот на тој селанец, да молзат крава, да молзат, да прават сирење, да едноставно го живеат тој живот кој го немаат они. Има една категорија, сериозна категорија на туристи кои што се финансиски многу јаки, сакаат да видат наивен туризам. Значи, индустријски туризам е она што е Париз, Рим, Лондон и се останато. Малце наивен туризам, така во некое село нешто. Многу позитивен пример беше и се уште е село Куратица во близина на Охрид. Да. Кај што ги носат тамо, па ајде на магариња јаваат, па цвезди гледаат, па печурки берат или не берат, ама кои ќе се вратат од планината огладнати, со една кокошка направено капама за 20 души и сите ќефли и убаво плаќаа. Тој пример треба да се реплицира. Јас имам пријателка која носи американци на бачила. Да. И навистина е тоа и за нив едно доживување кое нема граници, нема нешто што може. Ние за жал сме на крај од режија ме опоменува дека треба да привршиме. Овој муабет нема крај. Нема, туризмот е неисцрпна тема. Меѓутоа се надевам дека како Совет за туризам ќе почне нешто да функционира за да се измени, да ова можеме да го направиме како треба. Многу брзо ќе видиме. Многу брзо, ете се основа, ете почна и предлозите, и сугестиите, и Советот да си преземе својата активност Совет одавна. Колку ќе имплементира владата, тоа е веќе понатамо. Па секако соработката меѓу Советот и владата би требало на некој начин да функционира. Би требало, затоа и се конституираше, затоа се возобнови после година и пол, две неработење, али реков, Советот е тука, ќе даде својата поддршка, веќе понатамо имплементацијата е од државата. Изработка на стратешки документи и прифаќање на сугестиици. Да се надеваме дека ќе почнеме да функционираме како треба. Драги мои, ова беше се за денеска.